Општина Крушево започна со тампонирање и асфалтирање на неколку улици во населеното место Бучин, кои се со должина од нешто повеќе од 1 километар. Инвестиција која чини 4,5 милиони денари, пари кои биле обезбедени преку Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој. Од општина Крушево велат дека со оваа инвестиција направиле уште еден чекор кон реализација на нивната програма за подобрување на условите и квалитетот на живот во руралните населени места. Претходно биле направени уште неколку капитални инвестиции во патната инфраструктура. Претходно на овој регион изградивме комплетно го реконструиравме патот во должина од 7 километри со кој се поврза општина Кривогаштани со населеното место Бучин во општина Крушево. Од тука се продолжи со асфалтирање на 16 километри пат према општина Новаци и према општина Могила, со што се обезбеди комуникација на Бучин со Битола, каде што голем дел од населението гравитира по разни основи. Исто така во населеното место Бучин во тек е изградба на спортска сала, се реновира основното училиште Свети Кирил и Методи како основен предуслов за развој на туризмот, кој е една од носечките економски гранки во Крушево. Било изградбата и подобрувањето на патната инфраструктура во целата општина. Комплетно се реконструира патниот правец од Кривогаштани према Крушево и од Крушево према Демир Хисар во должина од 27 километри, во вредност од некаде 15 милиони денари. Комплетно се промени хоризонталната и вертикална сигнализација. Во општина Крушево се асфалтира километар и 200 улици во самиот град, околу 7000 метри квадратни поплочени споредни улици со бехатон плочки, уредување на влезот во градот, комплетно проширен и осветлен е влезот во градот, така да Крушево почнува да прилега на вистина туристичко место. Освен во градот и коловозите кои стигнуваат до него, исто така во изминатиот период се инвестирало во подобрување на патната инфраструктура и во сите други населени места во општината. Во населеното место Светомитран изградивме 3 улици во должина од 700 метри. Потоа во тек е реализирање на проект на тампонирање и асфалтирање на улици во населеното место Врбоец. Проект вреден околу 5 милиони денари, пари обезбедени со грант од Светска банка. Претходно на овој потек од село Норово према село Светомитран изградивме цевковод за водоснабдување со чиста планинска вода за пиење во должина од 9 километри, проект вреден 300.000 евра. И овие инвестиции биле обезбедени со средства од Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој.